Ми се јавија повеќе пријатели да ме известат дека судиката Даниела Димовска е назначена за ВД председател на Основниот кривичен суд Скопје. И јас си честитам на нејзиниот избор. Нормално е секој да сака да напредува, но да напредуваш преку газење на лешеви, навистина тоа е прво нечовечки. Самиот факт што во изминатите час, повеќе од еден час, има такви реакции од незините колеги, значи од фелата суди на незиниот избор, ми дава за право да се сомневам дека една од причините за незиното напредување е секако пресудата што ја донесе против мене да бидам осуден на 3,5 години затвор за работи кои што не сум ги сторил, тоа се за овие бараки и за легализациите покрај улицата Илинденска, каде што обвинителот вели дека постапката е водена согласно закон и по словото на закон. Ова е само уште една потврда дека судството е партизирано и можете да ја видите сега паралелата. Судиката напредува по заслуги, ама тоа е по партиски заслуги. Јас сум напредувал и сум бил 4 пати градоначалник на општина Карпуш, исто така по заслуги, али тоа е заради добро служење на граѓаните на општина Карпуш. Нормално е да размислувам дека незиното напредување е награда за пресудата што ми беше изречена од страна на она арамиско гнездо сместено во Белата палата, а дека таа само беше поштарот што ми ја соопшти пресудата на 23 април, и кој што се уште, впрочем, ја немам добиено. Ќе ме запрашате дали сум резигниран, дали сум разочаран. Да, бев разочаран кога ми беше соопштена пресудата, но сега кога ова го слушам, напротив, ова ми дава повеќе мотив и повеќе енергија и повеќе доказ дека јас сум неправедно осуден и дека мојата пресуда е политичка, и ова е само мотив повеќе да ги бодрам карпошани на идните локални избори да се борат и да не дозволат канџите на Кристијан Мицковски и неговата ДПМН заедно со неговата клика да ги гнезди овде, да ги зарие во Карпошовото месо и да од Карпош го претвори во партиска испостава. Јас сум настапувал и со политички партии, но никогаш не сум дозволил Карпош да биде партиски штаб на ниту една политичка партија. Напротив, ова било место каде што се решавале проблемите на граѓаните и подеднаков третман имал секој граѓанин на општина Карпош, без разлика на политичката, верската, националната, религиозната припадност. За жал, ние сме сведоци дека денеска во највиталниот дел на општеството, а тоа е судството, дека и оваа власт се потруди максимално да ја испартизира. И сега додека разговаравме со колегите, моето мислење беше зошто не би можела да напредува, иако за мене имаше ослободителна пресуда, а еден колега вака се насме и рече: колега, да знаеш, тогаш ке беше избран или првиот или вториот од ранг листата, а не 11-тата.